велат за мојата болест дека е со 1000 лица. Денес го славиме соборот, односно сите светители ги славиме и можеме да речеме дека е светителство со миријади лица. Затоа што секој човек, браќа и сестри, е различен. Нема ист човек. И тоа некако е востановено да го гледаме или преку отисокот на прстите, или преку бојата на зеницата. Велат, никогаш не е иста ниту зеницата на човекот, ниту пак отисокот од прстите. А ние често пати си велиме исти се овие луѓето. Многу пати сме слушале, обично како ќе речат, вие мажите исти сте сите. Не сме исти сите. Во смисла, не само што не е ист еден од друг, туку секој е различен. Денеска на празникот на сите светители тоа се покажува. Зошто има потреба една лепеза од светители да има Господ? Тоа што даровите на секого од нас се различни. И многу е важно времето или епохата во која живее човек. Значи, ако времето е време на мачеништво, тогаш тешко дека ќе има преподобни светители во црквата. Ама ако е поминато времето на мачеништво, како што ни покажа историјата на црквата, тоа значи дека може да има и време на преподобни светители, праведни, водржаници. Се сеќавам по литература, уште во средно училиште кога бевме, не учат типови на луѓе дека има. И мене подолго време ми беше да сватам дека нема типови на луѓе. Секој човек дека е различен. Нема еден ист на другиот. Тоа не само во физичките карактеристики, кои ги набрававме отисокот на прстите или зеницата на окото, туку и особено нагласено во духовните карактеристики. Затоа таа лепеза на духовни карактеристики ги следи практичниот живот на човека. И затоа толку многу светители има. Секој се покажал во различно дејство. Не се сите апостоли, не се сите маченици, не се сите воздржаници, не се сите подвижници, туку се различни имаме светители, денеска го славиме нивниот спомен. Значи, оние имам през годината одредени светители чиј спомен го славиме и кои се покажале со нивниот живот действителни за да се подучиме. Ама во црква да има многу кои не сме стигнале нивниот живот да го обработиме и да ни биде за поука. Тие денеска ги славиме. Сите светители, оние на кои не повикува секоја света литургија, светињата на светиите. Занка се однесува. И ние треба да бидеме светители. Колку ќе успееме, како ќе успееме во животот, тоа е на нас најмногу, затоа што Господ ни дава различни таланти. Едни во едно се успешни, други во друго се успешни, ама тоа е многу важно
да имаме представа и за времето во кое што живееме, што е потребно во времето. Во некои времења, во времето на мачеништвото, нема многу потреба за највозвишена теологија. Но дојде тоа време, после мачеништвото заврши, дојде времето на големите оци на црквата. После нивното време дојде времето на големите подвижници на црквата, кои прават подвиг преголем да се замисли. Денеска го славиме и свети Еразмо, Лихницки, го нарекуваме правилно Лихницки, затоа што Охрид во тоа време во кое тој живеел не се нарекувал или немал име Охрид, туку Лихнида. И свети Еразмо и Лихницки, меѓутоа, не потекнува од овие простори. Свети Еразмо потекнува од Антиохија, денесна Сирија. Далеку многу, ќе речи човек, што го натера да дојде дури во Лихнида? Го натера тоа што во суштина од секогаш, од првите векови. Па до денес е така, а друго е што некои други придобивки на христијанството, најчесто какви што се националните, ги стават пред тоа. Меѓутоа, замислете, свети Еразмо од Антиохија доаѓа дури во Лихнида да го проповеда Евангелието. Тоа значи дека црквата нема граници. До денес е така. Нема граници. Тој што сака да оди во Америка да го проповеда Евангелието, ако успе да добие виза, ќе отиде во Америка и ќе го проповеда Евангелието таму. Што значи свети Еразмо доаѓа во тогаш Лихнида уште има не како се, кога повеќето се крстени луѓе. Има многу некрстени луѓе. И тој прави масовна крштевка во Лихнида. Затоа во тоа време во кое што живее, не ми е баш драго на незнабожците што се повеќе луѓе стануваат христијани. И затоа го протеруваат со други зборови свети Еразмо и тој својот земен живот го завршува во Италија. Гледате, од Антиохија преку Лихнида заминува во Италија. Но тоа е патот на светителството. Така научивме уште од апостолите, дека секаде е Божја земја. Кога го најде свети Василий Велики и му се заканувал епархот, ќе те избркам од овде. Тој му вели, ми секаде е Божја земја, кај да ме однес со други зборови. Најплоден се покажал свети Василий сигурно во неговата Кападокија. Ама и каде и да бил, тоа цвеќе, кое се вика свети Василий, ќе успеело. Значи, семето на тоа цвеќе каде и да го фрли во пустина ќе даде плодови. Ете, тоа е важно да го разбереме, затоа што Господ ги дава плодовите, браќи и сестри. Често пати ние си мислиме дека ние сме заслужни. Колку луѓе има такви надуени корди, си мислат дека тие се заслужни што се здрави. Најпроста работа. Кој е заслужен што е здрав? По Господова волја е да биде некој ваква или со ваква здравје или онаква здравје, со ваква настроение на карактерот или друго настроение. Секако постои одреден степен на вежба кој може да го изведе човекот, ама
тоа е ограничен. Најчесто господовите таланти или харизми, како ги викаме, кои ги добива човек на крштенијата. На крштените, кога миров помазуваме, во суштина тоа значи како да му велиме на детето, сега да се крштеваме, или ако е возрастен, достапни ти се сите дарови на црквата, тоа значи во нешто може и ќе бидеш подобар, во нешто може и ќе заостанеш, но сите дарови ти се пред тебе. Како ќе растеш, така расти. Тоа е убавината во црквата, зашто има лепеза на слобода. Секој да се пронајде себе си. Ништо не е ограничено и ништо не е во некакви граници да не можеш да ги надминеш. Многу е важно тоа, браќи и сестри, да имаме секогаш претстава и тогаш ќе го разбереме и овој ден кој денеска го славиме на сите светители. Зошто му е потребно на Господа да ги славиме сите светители? Па за да си ги откриеме нашите дарови и таланти. Токму само заради тоа, за да сватиме дека ние сме различни, имаме некој талант и дар кој е различен од другите. Не можеме да бидеме сите свети Васили, не можеме да бидеме сите свети Пантелеимон, ама можеме да бидеме нешто трето. И ето тоа трето е благословено. Тоа трето може да биде светител. Затоа ни се отвора пат и начин денеска, кога е последна недела во цветниот триот, кога во суштина го славиме како недела на сите светители, Господ да ни даде сили на сите вас да си го пронајдете талантот кој го имате и да го развивате сите талантот. На тоа не потикнува денешниот празник, празникот на сите светители, во кој ви посакувам и вие да го доживеете она што на секоја литургија го велиме светињите на светите. He is for life, he begs for time.